Се надевам дека се слушаме, Марче. Бакнежи и приградки и на вистина, како велиш и самиот, ти завидувам јас овој пат што си ти таму каде што си, а јас во студио. Да, овој пат на лице место од селото Шипокно. Се надам дека добро не слушате, добивме технички пака да се поврземе од прекрасната телевизија и добив некои информации ако нешто е останало во меморијата од некои средновековски денови од деновите кога ги поминавме на клупа. Инаку овој пат на лице место и реков и покрај тоа што можеби не сте во студио, ќе направам напор, станеме наутро бидејќи овде да се спие дури и 6 часа како да се спиеле добри 12 часа. Сите оние кои што не гледаат во моментот да поздравам од селото Шипокно, токму еден од прекрасно место Paradise Nest, или ако прашувате каде ви се крај токму во Охрид, тоа ќе биде една од убавите локации. Верувам дека сите во моментот на тело не гледаат можеби овие понеделнички утрински часови го забележуваат Охридското езеро и заднес ќе ни каже Ивона мислам дека и Албанија, така? Тоа е Албанија и она што беше интересно дека вчера пак се случуваше она велосипедска тура на Macedonian Bike Riders, кога го најавивме со нашиот Горан и така си реков, тоа се кружеше вчера, а она што е специфично за Шипокно е тоа што и се наоѓа не знам на колку метри надморска височина и Ивона инаку е дипломиран студент по промотивен менаџмент и интересно кога ја запознавме Лани Ивона, всушност дека таа ми кажа дека од младите дами во Охрид, што не го напуштат така и сака да направи сета промоција на, како што и утринава Цеца имаше на убава тема, нели по повод 21 мај или Европскиот ден на Натура 2000, економскиот развој на некој туристичко место, така кога таа беше во студентските денови и кога сакала да му даде малку повеќе промоција на своето родно место или селото Шипокно. Имав прилика минатата година да го посетам со моите пријатели, Бобо кој што ни е зад камера. Утрово правеше еден маратонни џогинг, така што тоа е на неколку надморска. Шипокно на 930 на планината Лица. Да, колку што 1958 година, прилика утрово да прочитаме, нели прогласена за национален парк Галичка, нели за национален парк поточно оваа планина Да не должам биде често дека сме долги во најавите. Ќе дадам овие да ни кажеш малку повеќе за Шипокно, за тоа на каков начин заедно со твојот успеавте некако да направите популаризација после за Шипокно, па и самата Галичка, вклучувајќи нели кои оние увиси бележја за Шипокно се надморска висина околу 7 км од Охрид. Моментално нема никој што живее во селото, сите се преселени долу во населбата Стефан или во градот во Охрид. Како ме 27 го купивме местото, значи ништо не. И колку што можам да забележам, се уште нема многу охриѓани кои што го популаризираат. Точно, да. Твојот татко е знам дека не е родом тука, баш од Охрид, од овој крај. Почнавме да градиме едно малку бункерче, па испа да сместуваме. Тоа е капацитет 2018. Првично ме малку не знам не струјата е многу слаба. Мислам дека понатаму да се инвестира на во самото село. Овако поглед. Мислиско местенце, околу нема никој. Мислам дека кој на прилика баш разговаравме и многумина од стари или починале или генерациите, кои нивни следни генерации се сака да ги популаризираат тие руинирани. Марко, ако се слушаме, само да ти кажам дека имаме мали технички проблеми во однос со тонот. Морам да забележам тоа и едно извинување еве сега до гледачите. Знам дека ова е прекрасна приказна, веројатно е слаба мрежата, не дозволува и мрежата оваа убавина да се пренесе, освен можеби да дојдеме да направиме прилог прекрасен. Еве уште некој муабет можеби од тебе за крајно Валинковско вклучување. Сега не знам дали моментот да бареме да направиме така во културно планина.
Не се Ако слушаме добро. Марча, јас морам да ви кажам. Добро? Ајде. Бар краток сегмент шиповно. Ова, колку што може да забележите, тука се прекрасни делови на природата, каде што е, да речеме, една моја пријателка на во моментот така прекрасна книга. Како и да е, односно, во моментот е тие се тие книги кои имаат сами изградено семејството Тренковски. Лайк. И по тоа може да дека фасцинантни се и не само како жители на кои архитекти, баш така ќе кажам. Може да се завидува и навистина може да кажам дека доживувате духовна катарза со планината и едноставно ќе ги поканиме. Еве, може би во темата пишува неистражен дел на Галичица е Шипок, на кој што и јас го сретнав пред година, така што ќе ги поканиме и ако бевме доволен предизвик, може би да се започне летната сезона од овде, тогаш ќе бидеме благодарни. Ние сега ќе продолжиме со уживањето токму тука, ама вие ќе уживате со погледот кој што го имаме од Парадайз. Супер.